10-та годишна конференција на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи годинава ќе се одржи на 5 ноември во Куманово. Темата на конференцијата е здравствените предизвици кај писмените преведувачи и устните толкувачи, информира Наташа Атанасовска од Сдруженијето на преведувачи и толкувачи. Ке имаме говорител на најпрви локален ортопед кој што ќе зборува за најчестите мускулоскелетни заболувања кај преведувачите, кои што по цел ден седат на компјутер. А потоа второт ќе имаме и психотерапевт која што ќе зборува за менталните проблеми со кои се соочуваат толкувачите кога толкуваат во стресни ситуации, во стресни услови. Ќе имаме и јога, лиценциран јога инструктор кој што кажува за вежби за раздвижување на рбетот и техники на дишење за да може да се опуштат. Ќе имаме исто така и физиотерапевт кој што ќе зборува за ќе покаже вежби повторно за размрдување, раздвижување. Но исто така ќе имаме и експерти, значи имаме представник од осигурителна компанија и експерт за трудово право кои што ќе зборуваат за здравствено осигурување и какви права ние ги имаме бидејќи скоро 90% од преведувачите во Сдруженијето се хонорарци. Значи немаме работиме на договори на дело, немаме здравствено осигурување и сакаме да знаеме кои се нашите права, кои се нашите можности кога станува збор за нашето здравје. Сакам да ги поканам, бидејќи ова е конференција за преведувачи и толкувачи, но не е само за нас. Сакам да ги поканам и другите луѓе кои што работат на слична проблематика. Наставничките, професорките, државните службеници, сите оние други хонорарци кои што по цел ден, по 12 или повеќе часа на ден, седат пред компјутер, се соочуваат со стресни ситуации, да повелат и да дојдат. Значи, наредната сабота, 5 ноември од 10 часот и 30 минути. Сите податоци за агендата за регистрацијата за котизацијата може да се најдат на Facebook страницата на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи МАТА.